почитувани граѓани, почитувани медиуми. Владата на Заев прави богатење на енергетските компании на грбот на народот преку зголемување на цената на електричната енергија. Сведоци сме на состојба во која веднаш после завршување на изборите следуваше нов шок за граѓаните, изголемување на цената на електричната енергија за 7,4%. Според секоја економска логика, намалената потрошувачка на електрична енергија поради корона кризата треба да значи и рационализација на трошоците кај сите енергетски компании, а не директно зголемување на цената за крајните потрошувачи. Во време на криза, товарот од кризата треба да го понесат сите чинители, а не само крајните потрошувачи кои освен сиромаштијата на товар го имаат и здравствениот проблем со вирусот кој никако не престанува да се шири. Значи целиот товар паѓа на грбот на граѓаните. Доколку цената на електричната енергија останеше иста, тоест не се зголемеше, енергетските компании во 2020 година ќе оствареа приход од 16 милиарди 106 милиони 756 099 денари. Со зголемувањето од 7,4% во овој приход за истата енергија ќе биде 17 милиарди 303 милиони 879 863 денари. Или разликата во остварениот приход поради зголемување на цената изнесува 1 милиарда 197 милиони 123 764 денари, што представува инаку 19 милиони 370 935 евра. Ова се парите од зголемувањето на цената на струјата кои ќе се слеат во енергетските компании, а ќе паднат на товар на граѓаните на Република Македонија. Односно, скоро 20 милиони евра товар врз граѓаните. Точно е дека корона кризата се одрази на целокупната економија во државата, па и на компаниите кои се занимаваат со бизнисот на електрична енергија. Но истите тие компании, предводени од власта на Заев и СДСМ, што се не направија во предизборниот период со цел да се привлечат што повеќе гласачи на контото на СДСМ. Имено, објавија огласи за редовни привремени вработувања на преку 1000 партиски војници, за кои ВМРО ДПМН редовно ја алармираше јавноста. Овие партиски вработувања, за жал, само ги зголемија трошоците на ионака нерентабилните и троми енергетски компании, бидејќи најчесто се работеше за нестручен партиски кадар на СДСМ. Непосредно пред изборите се потрошија неколку милиони евра за да се подели така наречен К-15 во висина од околу 26.000 денари за секој еден вработен. Воопшто не се потрудија да ги намалат загубите во работењето, а да го зголемат производството на електричната енергија. Се договараат тендери за ископ на јаглен во рек Битола во 4 очи, се празни акумулациите на елем, се вработуваат секакви нестручни кадри во елем и во МЕПСО. Се тоа предизборно дивење на власта сега ќе треба го платат сите граѓани на Република Македонија. Постои оправдана причина јавноста се сомнева во постапките на регулаторот, кој треба да е целосно независен и одвоен од власта. За жал, со доаѓањето на СДСМ на власт, независноста на ова тело се наруши, бидејќи наместо стручност и компетентност, единствен критериум за избор е партиската припадност и послушноста на Зоран Заев, односно кон Зоран Заев. Од таа причина предлагаме да се отповикаат одлуките за зголемување на цената од страна на Регулаторната комисија за енергетика, кои направија хаос во енергетиката и економијата. Благодарам, повелете прашања. Доколку имате, доколку не да повелете. Каде господин Мицкоски, што до сега нема излезено на ниту една пресконференција како е постигнат договор за владина коалиција и како ви коментирате овие што барат функционери на Богородно, што барат оставка на Христијан Мицкоски? Имате и сега имате. Во однос на тоа прашање за барањето на оставка од поранешни функционери кои што одлучиле да слугуваат на Зоран Заев наместо се борат против неговиот криминал, не би имале што повеќе да додадеме, веќе неколку пати го имаме кажано нашиот став, а претседателот на партијата господинот Мицкоски е тука со секојдневните своји тековни обврски.
Добро, во тој случај би пристапил кон одговарање на прашањата кои што стигнаа до пресцентарот на ВМРО ДПМН. Едното прашање беше од телевизија Алса Чином. Дали ВМРО ДПМН ќе гласа или ќе бойкотира седницата за избор на владата во собранието. Тука би имал само да додадам дека се работи за ненародна, криминална влада со транзицијски кадри, која што секако не ја добива довербата на ВМРО ДПМН, бидејќи една од најкриминалните влади со најкриминалните кадри, истрошени транзициони кадри кои што ги има Република Македонија, но за начинот на дента на гласање ќе бидете дополнително известени. Второто прашање беше во врска со пропаѓањето на Евростандард банка. Коментар, бидејќи веќе неколку дена гледаме дека молчат институциите во однос на пропаѓањето на Евростандард банка. Тука накратко би кажал дека очигледно играта на работите покажува дека пропаѓањето, одлуката за пропаѓање на Евростандард банка беше темпирана за да биде токму по поминувањето на изборите во период во кој најголем дел од компаниите веќе знаеле и го повлекле својот капитал од банката. И тие компании, според сите наши сознанија и докази, се блиски до власта, до Зоран Заев, до брат му Вице Заев. Зоран Заев исто така призна јавно дека знаел за проблемите со банката цела година претходно, затоа јавно повикуваме да обелоденат кои фирми блиски до власта го повлекле својот капитал и знаеле за пропаѓањето во услови кога 100.000 сметки се блокирани. Имаме случај каде сериозно затајуваат институциите, затајува владата, Министерството за финансии, каде што имавме министерка кој што исто така знаела и си го повлекла депозитот од банката во висина од над 250.000 евра, затајува финансиската полиција, финансиското разузнавање, Народната банка, така да едноставно затајуваат институциите во Република Македонија. Благодарам.